Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно интервју на каналот Татунчо, еден подкаст со Ристо Бачев, кој што претходно во првиот подкаст го најавив како авторот на книгата Македонското самоуливо царство. Ристо Бачев, добре дојде уште еднаш на каналот Татунчо. Благодарам за поканата. Добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи и целата јавност која е заинтересирана да не гледа. Така, јас морам да кажам дека сум многу благодарен за тоа што вашата книга стигна до мене со посебна посвета, така што еве ја книгата, значи голема благодарност сега лично пред целата публика за оваа книга, интересно четиво со посвета за мене и ова ми дава посебна инспирација да го направам и овој, а се надевам дека нема да биде последен подкаст. И она што сакам да разговараме е потеклото на некои работи. Значи, кога зборуваме за потеклото на македонското средновековно царство, кое што многумина го нарекуваат повладетелот Самуилово царство, би сакал да ве прашам кои се тие извори кои што се од времето на Самуил, кои што ни зборуваат за Самуил? Кои се тие пишани докази? Да. Вака, пред да почнам со овие работи, да кажам тоа што рековте за македонското царство, одно средновековно царство, кој го нарекуваат Самуилово царство. Сметам дека тоа не е баш прикладен термин. Значи, многумина и наши и бугарски историчари го нарекуваат Самуилово царство. Меѓутоа, еве јас баш затоа оставив наслов на книгата Македонско Самуилово царство, да се знае чие царство било тоа. Околу ова изворите, морам да кажам, мислите на извори кои изборуваат за цар Самуил, претпоставам за тоа. Така, историски извори од времето, значи пишани извори од времето на цар Самуил или непосредно потоа, значи хроники од тоа време. Хроники, летописи, и кратки истории и така натаму. Да. Вака, од времето на цар Самуил, значи до нас не стасале многу малце пишани извори, значи директно од царството, непосредно од цар Самуил, бидејќи таа држава обстојала некои 50 години и била устроена според принципите на тоа време, имала своја администрација и таа администрација издавала документи. Самуил имал своја канцеларија, па затоа чудно е што до нас не стасале никакви пишани документи. Има нешто, да речеме, има две плочи. Тоа е Самуиловиот надпис од 992 година, така го датираат историчарите и палеолозите, и има една камена плоча која е без надпис, меѓутоа таму е изгравиран двоглавиот орел, а таа плоча била најдена на островот Мала Преспа, во базиликата Свети Ахил, каде што се претпоставува дека е откриен гробот на цар Самуил. И врз тој гроб е најдена таа плоча со изгравиран двоглав орел. Има и други орнаменти, знаци, изрезбарена каменорезба на таа плоча. Во книгата е прикажана, а ја открил грчкиот археолог и професор Муцупулос, Николаус Муцупулос. Освен тие работи, директно од Самуиловото царство, на Македонското Самуилово царство од тој период, нема книжни пишани документи, нема, и затоа имаме од ромејските автори оставено вести. Тоа се пред се Скилица Кедрен, значи Јован Скилица напишал една историја која нарекол кратка историја, трае некаде од околу 800 година па до
крајот на 11 век, го опфаќа тој период. Псел исто така напишал нешто за Самуил, има летописот на поп Дуклјанин. Значи, најважна е таа хрониката на Скилица. Тој од него добивам најмногу податоци за македонското Самуилово царство. А што се однесува до, да речеме, цркви и манастири од тој период кои што и ден денеска постојат, дали има било каква поврзаност со тој период, вид на фреска, некаков надпис или било што можеме денеска на територијата на Македонија да го видиме, да го посведочиме? Па фреска за цар Самуил немаме. Меѓутоа цркви имаме. Пример, а сигурно во тие цркви кои ги изграден цар Самуил била и неговата фреска, односно неговата слика. Таа црква, односно базилика е базиликата Свети Ахил на островот во Мала Преспа, на островот кој денеска е во Грција, кој исто така се вика остров Свети Ахил. Исто така Самуил, кога престолнината од Преспа се ја преселил во Охрид, некаде околу 1000-та година, изградил тука исто така црква, патријаршиско седиште посветена на Свети Климен. И таа црква денеска е уништена, значи ја разрушил архиепископот Лав, кој дошол во 937 година, после смртта на македонскиот патријарх, потоа архиепископ Јован Дебрани. Тој ја разрушил и до таа црква ја изградил денешната црква Света Софија. Ова е потврдено со еден случајен ископ, кога на улицата Коста Абраш во Охрид пукнала некоја цевка, екипите дошле тоа да го санираат и тогаш ја пронашле таа столбови од таа црква, кои се столбови испод нивото на црквата, денешната црква Света Софија, одман до таа црква, и тоа е документирано со слики, и за таа црква има еден труд од сега починатиот Гоце Ангеличин Жура, кој тоа го документирал, и така има една скица кај била црквата, кај денешната црква Света Софија, кај била таа патријаршиска црква, седиште на Преспанско-Охридската патријаршија, после преселувањето од Преспа. Така, сега, одна што сакав со вас да поразговараме, значи, кои се комитополите, значи, кој е кнезот Никола и неговите 4 синови кои што имаат така впечатливи библиски имиња, Давид, Арон, Мојси и Самуел, и каде се лоцира нивното потекло, затоа што кружат различни гласини, што во официјалната, што во неофицијалната историја, дека имаат некакво ерменско, еврејско или не знам какво друго потекло. Што е на што овие извори кои што претходно ги споменавме зборуваат за потеклото, нели, на кнезот Никола и неговите синови? Вака, значи, добро приметивте, и во официјалните и во алтернативните извори тие проучувачи, или ја ги нарекувам така наречени проучувачи, тврдат дека Самуил, односно неговиот род, неговите браќа и неговиот татко биле ерменци, биле бугари, биле власи, биле евреи, но не наведуваат само дека не биле македонци, дека биле македонци. Само тоа не го наведуваат. Ги наведуваат сите други етникуми на кои припаѓале, само не наведуваат дека биле македонци, за жал. Сега да ги пример да ги разграничиме малце овие како дошло до тоа. Бугарската теорија ја знаеме, ја пласираат бугарите, сакаат да го присвојат цар Самуил дека бил бугарски цар. Значи, штом тој бил бугарин,
и неговите наследници, и неговите претходници, и неговата фамилија биле бугари. Што тоа е само пропаганда, бугарска пропаганда. Ерменската теорија доаѓа од помајката на цар Самуил. Таа се викала Репсимија, а Репсимија е маченица од 3 век, која од Рим пребегнала во Ерменија и таму во еден манастир престојува, се скрила, се сокрила тогашниот цар Диоклецијан, да не ја погуби, и го земала името Репсимија. Значи, по таа маченица од 3 век се била именува и мајката на цар Самуил, Репсимија. Во тој период било гордост или доблест да се земе некое име на некој маченик или маченица. И по тоа сега се тврди дека цар Самуил бил ерменец. Исто тоа го тврди еден ерменски научник, се вика Донц, и он тврди дека биле од местото Дерџан во Ерменија. Меѓутоа, мајката на цар Самуил не значи дека ако го носи тоа име е ерменка, може да била и македонка. Меѓутоа го земела името на таа, како се вика, на таа маченица. Еврејската теорија е дека, нели, комитупулите биле евреи по нивните имиња. Значи, имаме Давид, најстариот, Мојсей, Арон и Самуил. Тие се сите еврејски пророци. Исто тогаш во тоа време, значи кога христијанството било во подем, исто така било културолошко достигнување да се земат имена пророци, на светци и така натаму. Неспорно е дека браќата Комитопули имали и своји родноверни имени, и то тие во изворите не се предадени. Така за Самуил сигурно се знае дека имал и своје второ име. Родноверно второ име или прво родноверно покрај името Самуил. Тоа е таа еврејска теорија. Влашката теорија е пласираат одредени кругови дека бил цар Самуил бил глав. Меѓутоа не кажуваат дека бил само не кажуваат дека бил македонец. Нивното потекло е од Охридско-преспанскиот крај. Значи таму живееле, да речеме, народот, или како што викаат историчарите, племето брасјаци, и они потекнуваат од тоа племе, брасјачко племе. Нивниот татко се викал Никола, односно кнезот Никола. Во времето кога, во неговото време, значи околу 900 година, тој живеел приближно во времето со Свети Климент Охридски, кога бил, нели, кога учителство во Охрид, тогаш живеел и кнез Никола. И за жена ја земал кнегињата Репсимија. Сега не е важно дали таа е од Ерменија, дали е од Македонија, значи таа е, неговата жена е Репсимија, и со неа имале 4 сина. Значи кнез Никола и Репсимија имале 4 сина. И сега потеклото се определува по таткото. Значи по татковска линија, а не по мајчина линија. Бидејќи они тука живееле во тој комитат. Значи тој комитат во рамките на Византија опфаќал или Ромеја опфаќал територија некаде од Велес па до Девол. Значи бил поголема територија тоа кнежество, па после врз основа на тоа кнежество 969 година е создадена македонската држава. Односно тоа е почетокот на македонската држава и траела некаде до 1018 година.
Она што е интересно за подемот на Македонското средновековно царство е дека се случува во еден специфичен период. Знаеме дека единствена средновековна држава различна од Византија, односно од Ромеја, била средновековна Бугарија. Тоа е историски факт. Но подемот на ова царство, кое што го знаеме од средниот век, се случува во време кога во Бугарија, на тронот на Бугарија, нема владето. И веројатно затоа, за да се пополни тој вакуум, историски се става во тој вакуум Самуил како бугарски монарх, односно цар. Затоа би било интересно да ги направиме дистинкциите помеѓу она што значи бугарско средновековно царство, или нивните ханови и нивните владетели, и она што подосна го знаеме како царство кое што почнува со цар Македонско Самуил. Самуилово царство. Така. Па историските извори, да кажам нешто околу тоа така наречено бугарско царство. Тоа го тврдат бугарските историчари и проучувачи на овој период, и во тоа бугарско царство го стават и Македонското Самуилово царство. Значи, кога хан Насвор пристигнал на устието на Дунав со некоја мала орда своји соплеменици, тие се населени некој таму блатен остров. Византија, односно ромејските цареви или ромејската аристократија, нив почнала да ги нарекува вулгари. Значи, Теофан пишува дека кога пристигнале на Дунав, тој зборува Аспаругови значи Аспаров кога пристигнал на Дунав, тој зборува за Котри гури и Уногундури, не зборува за бугари. Значи тоа име бугари они го добиле покасно тие луѓе. И првиот кој тргнал кој се покрастил и почнал да ги покрстува тие така наречени бугари, односно уногундурите, бил кнез Борис. Значи кнез Борис во 852 се покрастил, и од тогаш они почнале наивно сметајќи дека ќе добие автокефална црква, но Византија никогаш на таа така наречена бугарска црква не им признала, не им дала автокефалност. Значи кнез Борис во историските извори, претежно бугарските, го пишуваат како цар, меѓутоа тој останал до својата смрт, останал кнез. Значи кнез е трето ниво, да кажеме, од цар, крал, па кнез. Принц му доаѓа поденешно. Принц, ето, кнез, принц, така е. Значи трето ниво од цар. Неговиот син Симеон нема податци дека некогаш бил цар и дека имале автокефална црква. Значи Симеон бил во ромејски манастир во Цариград, и од кога неговиот брат, кој се викал Владимир, бидејќи не се противел на христијанизирањето на тој народ, кој се тогаш во тоа време се нарекува северити, кои живееле во денешна Бугарија, бил симнат од престолот и дошол Симеон. За Симеон нема никакви податоци дека бил цар. Можеби самиот се нарекол цар. Неговиот син Петар во латинските извори не е наречен цар, туку е наречен Рекс, крал. На Петар се оженил со византиска принцеза, внук на Роман Лакапин, и затоа може така малце го, како да речем, го почитувале, меѓутоа не му додели никогаш не го прогласиле за цар, ниту му дале автокефална црква. Впрочем, затоа му ја дале византиската принцеза, за да биде вазал на Византија. Значи, во 969 година починал тој Петар, и тогаш на запад
во Преспанскиот крај, се издигнале четворицата браќа Комитопули, наречени така, значи тоа се млади кнезови. Тоа значи тој збор Комитопули, синови на еден многу моќен кнез по име Никола. Значи, Скилица не знае како се вика таткото на Комитопулите, меѓутоа тој податок го дознаваме од епископот Михаел Деволски, кој бил епископ на Деволската епархија. Четворицата браќа, кога во 969 година ја повеле оружената борба за ослободување на Македонија, нема податоци дали кнез Никола бил се уште жив. Четворицата браќа, значи, ја повеле борбата и создале на една територија на која се простирал комитатот на кнез Никола, значи, како што реков, од некаде Велес, Кутмичевица, Велика и така натаму бил до Девол. На таа територија се создала македонската држава. Наскоро Давид бил убиен од некој власник, како што еве Скилица тој податок го дава, бил убиен од некој власник, кај местоста убави дабови, така наречени убави дабови. Мојсе загинал при опсадата на Сер, на Сер, кога го обсудувале врз некој од тврдините фрлил некој камен и го погодил во глава, и потоа се вели дека стратегот на Сер тргнал и го пробил со копито. Арон, бидејќи третиот брат Арон, бидејќи се приклонувал кон Византија, правил договори со Византија, во двобој бил убиен од Самуил. Значи, кога Самуил дознал дека неговиот братан Арон прави некои сделки, некои договори со Византија, тие во меѓусебен двобој се судриле и во тој двој победил цар Самуил. За тоа време синот на цар Самуил, Гаврило Радомир, тогаш тинејџер, да речем 15-16 години, го извел синот на Арон, кој покосно и тој ќе стане цар, Владислав, преку споредна врата го извел замокот и го сокрил да не биде убиен. Значи, знаете како иде тоа, кога еден престолонаследник се убива и неговото потомство. И така Самуил останал да владее сам, како што вели Зонара, го нарекува владетел, и како самостоен владетел тој го проширил македонското царство од Дунав до Солун и на запад од Задар до Варна или Дрстар на исток. Значи, толкова била територијата на тоа царство, македонското Самуилово царство, во времето на најголемиот подем на тоа царство, односно на подемот на цар Самуил. Така, сега доаѓаме до најинтересниот дел, кога тоа царство е веќе така големо, кога веќе за да биде царство, нели, како поданици има и народи кои што не се македонци очигледно, и значи царство е мултинационална империја, и доаѓа моментот на кронисување, односно потврдување на цар Самуил за цар. И тука, уште првиот пат кога ние разговаравме, вие ме коригиравте дека вообичаеното верување или убедување дека цар Самуил е крунисан од папски легати не е точно. Така што сметав дека кронисувањето на овој наш средновековен владетел е интересна тема за да биде централен дел на ова видео. Значи, што знаеме за тој настан, како настанува кронисувањето и дали круната која што подоцна цар Самуил ја носи е нова круна, оригинална круна или е круна наследена од некој претходно царство? Да,
Првин да, како што точно забележавте и појасните, значи, јадрото на тоа големо царство, од Задар до Дрста и од Дунав до Солун, до Егејско море, го сечинувале македонците. Значи, најпрвин царството почнало, било строено на македонска територија, рековме, на тој комитат од Велика до Девол. Значи, тоа било, јадрото на тоа царство биле македонците. При подемот, при проширувањето, цар Самуил тргнал на запад, горе на север кај Дунав, и ја освоил она што го знаеме како Мизија. Значи, тоа е територијата на денешна Бугарија. Го освоил и Солун, бидејќи го начекал стратегот на Солун во заседа, го убил, а неговиот син Ашот го заробил. Така Солун, ако во изворите велат дека цар Самуил не го освоил Солун, тоа не е точно. Тој го убил стратегот на Солун и во Солун поставил своји луѓе, своји партии, како што вели Скилица. Значи, секое царство без цар не може да биде царство. А царство без своја патријарша исто така не може да биде царство. Значи, Самуил, за да создаде царство, односно царство, како што рекавте, е мултинационална држава, односно во едно царство припаѓаат повеќе народи. За да биде царство, тоа царство треба да биде на поголема територија. Од таа територија поголема припаѓаат многу народи. Значи, под тоа царство, македонско Самуилово царство, во тоа време покрај македонците припаѓале и Далмација и Илирите на запад, припаѓале горе трибалите, односно србите, припаѓале мизијците на исток, односно територијата на денешните бугари, кои тогаш на таа територија, како што вели себе Теофан, живееле 7 словенски племиња, наречени северити, и тука и македонците, значи Солун, Сер, Солун, Сер, Лариса и така натаму, тука тоа е македонска територија. Прашањето беше за титулата. Така, за круната. Кој го кронисува? Царската круна. Значи, ние од ромејските извори, они кои непосредно попадот на царството пишувале за македонското Самуилово царство, тоа е пред се хроничарот Скилица. Тој пишувал некои 60-70 години после смртта на Самуил. Значи, тој Самуил го нарекува со секакви имени. Одметник, варварин, меѓутоа не го нарекува цар. Исто така и другите ромејски писатели од тоа време. Меѓутоа, покасните извори, како што е Никифор Врени и Поп Дуклјанин, кој го има напишан еден летопис, него изрично го нарекува цар. Така кога Врени, кој бил сопруг на Ана Комнина, некаде околу 1100 крајот на 11 почетокот на 12 век, тој кога зборува за Марија, која била ќерка на Трајан, а Трајан бил вомбрачен син на цар Самуил, тој кога се омажил, кога таа била сопруга на Андроник, кога ја омажила својата ќерка, тој вели потекнува, значи ќерката на Марија, тој за Марија вели дека потекнува од славниот род на цар Самуил. Значи, изрично го Никифор Врени, изрично Самуил го нарекува цар. Исто така во летописот на Поп Дуклјанин, кој пишува некаде почетокот на 12 век, значи Поп Дуклјанин, тој го напишал летописот, ги предава тука кралевите на Далмација и на Дуклј. Значи, генеалогија на тие далмацски кнезови, бидејќи крал на Далмација бил Владимир,
покасно наречен Јован Владимир. Тој па Јован Владимир бил зет на цар Самуил за неговата ќерка Косара. Владимир, кога цар Самуил тргнал во поход на запад, нели кон Далмација, тој ја освоил Дуклја. Значи Црна Гора тогаш ја викале, се нарекува Дуклја, а потоа ја нарекувале Зет. Тој го заробил Владимир, го пратил во заточенество во Преспа. Тука во него се залюбила ќерката на Самуил Косара и потоа Самуил го ослободил, им направил свадба, венчавка и ги им ја дал да управуваат на Владимир Косара, им ја дал да управуваат со Дуклја. Значи, дуклјанскиот кнез Владимир, односно крал Владимир, бил во вазален однос према Македонското Самуилово царство. Сега, има една глава, 36 глава во тој летопис, каде што поп Дуклјанин ја опишува приказната за Косара и за Владимир, и тој вели дека таа е ќерка на цар Самуил. Значи го нарекува цар, и кога дошол да ја освои Дуклја, значи некој по име Самуил, кој се нарекол цар, дошол во Дуклја и го заробил Владимир. Исто така посредно дека Самуил бил цар, иако Скилица не признава, меѓутоа во еден момент во неговата хроника се, како да го испуштил и наведува дека 1018 година, кога загинал Јован Владислав пред кој го обсадува тогаш Драч, цар Василий го освоил Охрид и кога ја отворил царската ризница, тука пронашол царска круна обточена со бисери и други вредни работи, кои обточени со срама, кои ги носе царското семејство. Значи, овие се три извори кои кажуваат дека Самуил бил цар. Значи, тоа не е спорно дека Самуил бил цар, меѓутоа имаме денес тврдење дека Самуил круната, односно царската круна ја добил од папа. И не само тоа, се извинувам што ви упаѓам, не само тоа, се тврди дека не е круна на цар, туку е круна на крал, односно рекс, како што рековте претходно, дека е многу пониска титула од она што, еве, сега така убаво објаснивте дека е царска титула. Значи, таа ватиканска теорија оди на тоа дека Ватикан доделува титула рекс на цар Самуил. Да, ќе дојдеме до тоа. Не, јас затоа овој богат го малце така пообширно дадов, да се види дека во изворите кои стасале до нас, автори, одредени автори го нарекуваат Самуил цар. Значи не е спорно дека тој бил цар. Меѓутоа, сега како дошло до титулата да биде цар? Значи, тука пак ќе се вратиме на црквата. Значи, кога римското, кога било признаено христијанството со Миланскиот едикт во 313 година, тогаш цар Константин свикал еден собор во 325 година во Никеја. Тогаш се утврдиле основите на црквата. И од тогаш, значи, моќта од Рим преминала во Цариград, односно тогашен Константинопол, а пред тоа се викал Византион. Новиот Рим. Не, Новиот Рим. Така. Новиот Рим, по смртта на Константин му е дадено името Константинопол, а ние денес го викаме по словенски или по македонски Цари, значи град на царевите. Мојот пријател, ќе го спомна сега, Вангел Бучиновци, он има сознание дека тој град најпрвен се викал Препород. Така он го нарекува. Меѓутоа, како и да е, значи моќта преминала во Цариград.
тука во 381 година е основана и црквата на Цариград, односно Ромејската црква. Значи црквата имала единствено она право да врши да поведува, да врши постапка на кронисување на цареви. Значи таа црква. Таа ги кронисувала, значи Цариградската црква, односно патријарсите на Цариградската црква ги кронисувале сите цареви и сметале дека само они имаат право да даваат царски, кралски и кралски титули. Значи на другите им било забрането да кронисуваат цареви и кралеви. Затоа царевите, византиските цареви и ромејските цареви се сметале дека имаат власт, нивната власт е направо од Бога дадена. Например, Василий во својот епитаф, кој дал да му се напише пред смртта, или он самиот се го напишал, вели дека кога царот небесен ме постави за цар на земјата. Значи, тој се смета дека директно Бог, односно Исус Христос, го поставил да биде цар на земјата. А црквата била посредник меѓу Бога и народот. И за тоа, значи, добивале големи привилегии, имоти и така натаму. Значи, ромејските патријарси, ромејската црква се сметала единствено од Бога подарена или овластена да кронисува цареви. Меѓутоа, што се случило? Во 800-та година, на Ден Божик, значи првиот ден на Божик, Лав III, значи папата Лав III, го прогласил во црквата Свети Петар, го кронисал Карло Велики за цар на источното, односно на тоа Франешко кралство или Западното. Светото Римско царство. Така. Кронисал за крал на Светото Римско царство. Добри, тоа е измислено, историчарите го нарекуваат Свето Римско царство. Тие го нарекувале едноставно Римско царство тогаш. Да, така е. Сега сакам постручно да се израме како и да е, на тоа и мислиме, на Римско царство, Свето Римско царство и така натаму. Фрајначко царство. Карло Велики, така. Карло Велики, значи во 800, на таа постапка на папата многу се налутил Цариградскиот патријарх и Ромеја, односно Византија, и за малце меѓу нив не дошло до војна, не избила војна, затоа што источната црква, односно Цариградската црква, се сметала дека само единствено она има право да дава царски круни и да кронисува цареви. Ова зошто го кажам? Колку сега таа, кога мразот бил скрашен, кога папата прогласил римски цар, го прогласи за римски цар Карло Велики, и исто така и папата љубоморно ја чувал својата привилегија да назначува цареви. Значи, они назначувале само цареви. Секој кој ќе се назначи друг за цар, они не го признавале. Сакам да кажам колку овие два центри љубоморно ги чувале тие своји привилегии да прогласуваат цареви. Значи, они на никого не му давале да биде, ако не видел нив круни за цар, некој, речеме, кој и покрај тоа што имал силна војска, територија и така натаму, не признавале дека е цар. Значи, они љубоморно ги чувале овие своји привилегии. Ова го потенцирам затоа да нагласам колку тешко било добивањето на тие царски и кралски круни. Сега за папата, дека Самуил добил царска круна од папа. За тоа нема никакви податоци. Веднаш да кажам дека во изворите за тоа воопшто не зборуват од кого Самуил добил царска круна. Значи, тоа го има малце денешното, тоа што
од кај извира, од кај произлева тоа дека Самуил добил круна од папата. Во 1200 година со денешна Бугарија, односно со Мизија, владеел Калојан. Бугарите го нарекува цар, иако тој не бил цар. И тој наводно му пишал на папата писмо со кое бара да папата да му додели царска круна. И во писмото вели: до Светата црква, мајка црква на Рим, понизно бараме да доделите царска круна. Сега, ако Калојан бил цар, зошто би барал тој од папата царска круна? Значи нема потреба, ако е тој веќе цар, нема потреба да бара од папата царска круна. И таму наведува во тоа писмо дека овие податоци, пред да преминам на главното, овие податоци ги имаме од бугарски историчари. Демек они ги проучувале ватиканските архиви и дошле го нашли тоа писмо. Тоа е малце сумнива работа, бидејќи оригиналите на тие документи ги нема. И сега Калојан пишува, бидејќи како што му веле во писмото на папата, бидејќи претходно сте доделувале царски круни на нашите предци Петар и Самуил. Интересен е одговорот на папата. Папата му вели: понизно побаравте од нас да ви доделиме царски круни, како што од вашето писмо дознавме сме доделени на Петар, на вашите предци Петар и Самуил. Ние, вика, подробно ги проучивме нашите книги и во тие краеви сме давале само кралски титули. Значи, така му збори папата, не давале царски, него само кралски титули. Сега многу, тука се постават неколку прашања. Први, не е спорно дека Калојан во тоа време, 1200 година, 1200-201 година, можел да му пише на папа. Не е спорно. Секој може да пише, нели, тогаш и денеска може да му напише писмо на папа. Меѓутоа спорно е од каде Калојан во 1200 година, значи 200 години пред тоа кога Самуил бил владел со Македонија, од каде он нашол такви документи? Значи 200 години во некои нивни архиви постоеле такви документи во кои Самуил барал папа од круната. Значи таков документ ако има, треба да го бугарските историографи, историчари треба да го изложат на јавноста да видиме како е составен тој документ. Втора, значи таков документ нема. Тогаш ако ние зборуваме за кралство царство, они немале леп да јадат. Калојан, неговите браќа пред тоа неговиот брат Петар владел, а не па да имат архиви, опремени архиви со секретари, со канцеларија царска, па да пишуваат писма и така натаму. Втората работа, овде во тоа писмо кој го наведуваат бугарските историчари, не се спомнува Симеон. А Симеон е еден од најважните владетели на она што го викаме денес Бугарија. Можно е наместо Симеон да е ставен Самуил. Сега денешните овие историчари од овде црпат некои сознанија дека Самуил добил круна од папата, што е неверојатно, бидејќи во тие ватикански библиотеки, ако постои таков документ, треба и нашите историчари, и светските историчари да го извадат тој документ и да го изложат на очите на јавноста, да видиме како папата се произнесол, што додели, дали додели царска, дали кралска круна. А он обшено зборува дека од овие крајеви се доделува кралски круни, значи не спомнува царски круни.
Во тој случај можеме да заклучиме дека круната доаѓа од автохтоната Охридска патријаршија или доаѓа од Цариград? Па не, еве Цариград затоа и не го спомнав, бидејќи воопшто они не го признавале Самуил за ниту за крал, ниту за цар, ниту за кнез. Они него го нарекувале одметник, го нарекувале варварен и со такви поградни имења. Значи, за да имате, како што реков, за да имате царство, треба претходно да имате патријаршија. Значи, без патријаршија не бива царство. Значи, Самуил, кога бил на врвот од својата моќ, некаде 990 година, значи, тој во 986 година го ослободил градот Лариса. Значи, тој град бил тогаш македонски град, во него живееле поданоци, македонци, кои биле под робство на Византија или на ромеите. Значи, само таа администрација во утврдениот град била ромејска, аристократи. Околното население биле македонци. И затоа, кога Самуил ја ослободил Лариса, сето военоспособно население, тоа го вели Скилица, го ставил во своите спискови. Значи, ако тие не били македонци, нема доброволно да се ставиле во војните списоци. Значи, ќе бегале ваму, таму, ќе правиле бунтови и така натаму. Меѓутоа, тие доброволно се согласале Самуил да ги става во тие војни списоци и влегле да се борат на страната на македонската армија. Значи, Самуил, кога го ослободил Лариса, оттаму моштите на светецот Свети Ахил, кој бил учествувал 325 година на првиот собор во Никеја, значи тие мошти на тој светец од Лариса ги пренел во Преспа. И тука ја изградил црквата Свети големата, тогаш најубава и најголема црква Свети Ахил на овие простори, значи најубавата црква, и во неја ги сместил моштите на Свети Ахил. Значи тоа го сторил затоа што за да прогласите патријаршија ви треба некоја подлога, некој светец. Плюс тоа тој се повикал на Свети Кирил и Методи и Свети Наум, Свети Климент и Наум. Исто така, ние знаеме дека во 51 година апостол Павле дошол на повик на еден македонец, дошол најпрви во Филипи, потоа во Солун, потоа во Бер, и тука ги основал првите цркви, првите епархии на тлото на Европа. Значи, и потоа во 500 Јустинијан во 536 година ја формила Јустинијана прва, односно Вистинијана прва, тоа е денешното Скопје, и цар Самуил, знаејќи ги овие податоци, овие вести, знаејќи ова историја, врз основа на нив во Преспа, во базиликата Свети Ахил, најпрвин го прогласил, односно се бил хиротонисан првиот патријарх на Преспанско-Охридската патријаршија, тој е Герман Гаврил. Тој во таа црква како патријарх го кронисал цар Самуил за цар на македонското Самуилово царство. Значи тука тоа бил свечен чин, се собрал народот, војната аристократија, свештенството, и пред целиот тој народ само бил прогласен за цар. Значи, цареви, ако викаме ние црквата прогласува, да, меѓутоа цареви се прогласуваат со силата на мечот. Ако имаш сила, ако имаш значи сила, голема територија и имаш своја патријаршија, тогаш нема потреба да не бидеш цар, да не се прогласиш за цар. А сите тие услови биле исполнети. Значи, рековме, царството било проширено од на север и на југ, на запад и на исток. Цар Самуил имал свој патријарх, тоа е патријархот Герман Гаврил, кој претходно, можеби Герман Гаврил потекнува тука
од селото Герман и бил во тој крај епископ и имал доволно сила да се прогласи за цар. Така, една работа што ја спомнавте е многу основа, многу контроверзија, тоа се ватиканските архиви. Па како истражуваш би ве прашал колку всушност тие архиви се достапни и колку Ватикан е онака расположен за давање информации, особено за вака чувствителни теми. Виде, ја немам некој искуство со тие ватикански архиви, ниту сум побарал, ниту ниту пак можам да побарам. Тоа можат да го побарат само нашите институции, да лезат во тие архиви, како и Институтот за национална историја од историскиот, односно филозофскиот факултет и некој пример од владата или некое министерство за образование. Дипломатски патишта, така. По дипломатски патишта е така да побарат. И ќе им се, верувам, ќе им се дозволи, затоа што пред колку година, дена или две слушнав дека Ватикан ги отворил своите архиви, своите библиотеки и архиви. Значи не е ништо спорно да се истражува, меѓутоа треба луѓе, треба средства да иде таму да се истражува. И сега Ватикан и тој самиот, мислам денешниот папа и неговите соработници, и они сами не знаат што има во тие архиви. Така се согласувам. Трупани и треба ливче по ливче да ги вадиш, да ги трупаш. Сега тие некои дискретни податоци, документи, верувам дека нема да ги остават достапни. Меѓутоа, за таа средновековна историја, за нас, за Бугарија, зошто би не гледам некоја причина, они тие документи, тие архиви да не ги отворат. Само треба волја од наша страна. Еве да речеме, ние имаме секоја година на 24 мај причествувањето на Свети Кирил и Методи, наша делегација оди на највисоко ниво, оди во Ватикан. Се среќава со папата, со неговите секретари и не гледам причина од нив да не ги замолат да им дадат, да ги отворат тие архиви, да идат наши научници, историчари, лингвисти, да ги проучуваат тие архиви. Меѓутоа за тоа треба, како што реков, треба средства, треба подковани луѓе, не може да речеме обичен историчар завршил факултет историја и сега ќе иде да истражува. Треба луѓе спремни, подготвени, стручни, бидејќи тие документи се пишувани на латински, на којниј јазик, на старословенски, треба да најпрвен да се расчитуваат буква по буква, а потоа да се составуваат, да се преведуваат, што е огромна и макутрпна работница. Тоа треба едно што реков средства, едно стручни луѓе. А ние моментално такви стручни луѓе не верувам дека имам. И тоа што го имавме, некој отидоа во пензија, некој почина, така да ја не гледам некој од денешните историчари, па и лингвисти, јазичари, било старословенски, било кој не е јазикот, односно оно денес што го нарекуваме старогрчки, односно Така. го нарекуваат старогрчки, било латински, да ги растумачат, растолкуваат. Така, јас мислам дека беше ова одличен одговор на сите оние кои што на интернет и играјќи се историчари велат дека Ватикан сега треба да ги отвори вратите и да ја покаже ограбената Александрийска библиотека. Сите тие луѓе треба да имаат во предвид, дури да е така, дури Александриската библиотека да е во Ватикан, треба да луѓе да знаат да ги прочитаат тие книги, како што рековте вие, не се напишани на денешниот јазик, туку се напишани на стари јазици. На стари јазици треба да се расчитуваат. Тоа ние знаеме како тогаш не е како денешното пишување зборче па празно место. Значи тогаш заради времето и просторот и материјалот се пишува на слејано. Значи нема оставено простор меѓу редови. Него се пишувале, еден ред се пишувал буква до буква, со титлови одзгоре, со знаци, со
немало за точки и запирки, него со скратени зборови, да речеме од озгоре се ставило титло да се знае дека зборот е кратенка. Така, најтипичен пример за ова е Исус Христос, кај што има ИСХС со она како бранче што е над него, што означува дека е скратеница. Јас ова тоа е титло, значи дека зборот е напишан скратно. Еве да речеме, се извинувам што, еве да речеме зборот Бог. Бог нели многу често се повторува и затоа е пишен БГ, као скратенец со титло од озгоре. Тоа денешните бугари секаде во старословенските написи каде се среќава БГ, оно наместо Бог го толкуваат како бугари. Тоа е така наречената модерна квази историја која што сака да види, јас би рекол, убедување или предрасуди од денешницата да ги преслика во некои древни документи. Оно што сакав да го кажам дека она мало искуство што го имам јас со проучување на старословенскиот јазик ми го укажува ова. Еве да ги земеме и материјалите на кои што се пишувало. Пишувањето своевремено било скапа работа. Пергамент или папирус или било кој друг материјал морало да се внимава на јазичната економија. Од тој аспект таквите текстови за нас стануваат многу тешки за исчитување, така што се согласувам со вас дека се потребни стручни лица кои што знаат да го исчитуваат тоа. Да, така еве, да речеме, на времето немало хартија, тоа време. Значи, се правил пергамент, а најдобар пергамент се правил од јагнешка кожа. Значи, се стругал, се ставил, кој знае што се, каква техника имали да го доведат како, да биде како хартија, теноклис како хартија, за да на него запишува. Значи, таа била скапа работа да направиш таков материјал за пишување на кој ќе пишуваш. Исто така мастилото и други работи, перото биле скапи работи. И не можел секој да му се дозволи да пишува. Затоа пишувале само луѓе блиски на царот, секретари, нивни роднини, нивни пријатели кои биле образувани и само оно имале право да пишуваат. Не се давало на секој да пишува и да се школува и да пишува и да се троши материјал, бидејќи тоа била скапа работа и се штедел материјалот, еве преку скратеници, преку ова, друго, трето, материјалот на секој начин се штедел, да имаш на помал простор да ставиш повеќе знаење, повеќе зборови. И затоа тоа треба добро луѓе да го расчитат. Значи, луѓе спремни, учени, мислам стручни, тоа да го расчитат. Бидејќи не може тоа тек така да се расчита. Некои зборови се двосмислени, значат и ова, а во таа работа треба добро да се потолкува што тој збор значи. Значи не сите зборови, меѓутоа поедини зборови имаат двозначни зборови. Не можеш да ги разбереш. Како што дали значи Бог или значи бугари. Така. Исто и повеќето тие јазици се со падежи, така што одредени падежи се совпаѓаат, одредени форми се совпаѓаат, но само од контекстот на реченицата може да се види дали е датив, дали е номинатив и слични падежни форми. Тоа е веќе друга работа, тоа е веќе стручно познавање на јазичните особености на еден јазик. Тоа е веќе лингвизам, лингвистика. Така, се потребни сите тие нивоа на познавање на материјата за да се дојде до историската содржина на документот. И сега една работа која што е исто така предмет на дискусија, а тоа е двете македонски династии, значи династијата на цар Самуил и династијата на Василий. Односно, многу ме навелат па сега како тоа да имаме две македонски царства, затоа што нели династијата на Василий се нарекува македонска династија, а истовремено го имаме и царството на цар Самуил, кое што исто така се нарекува македонско царство. Што ни зборуваат изворите за ова и како да ги помириме овие две спротивставени страни? Па да, се среќавам јас со такви работи. Морам да кажам дека помалце сум зачуден. Не сум па и изненаден. Ја кога тргнав со идејата да ја напишам книгата и кога ја пишував книгата,
нема в сознание за овие работи дека таму некаде постоеле Македонско царство, односно Ромеја, или како што ја нарекуваат модерните византолози Византија. Знаеш дека Византија за време на тоа царство никогаш не постоела. Тој термин е измислен во 1500 и некоја година. Сега да не ја шириме темата, значи нема никаква основа тоа царство да се нарекува Македонско царство, одно Ромеја, бидејќи самите тие автори кои пишуваат никаде не велат дека тоа е Македонско царство или не. Тоа они се сметале за наследници на Рим и затоа се нарекле Ромеи, значи наследници на Рим, и биле со идејата тоа царство да го прошират на целата поранешна Римска империја, од британските острови па доле до Сирија и Африканскиот брег. Меѓутоа, некаде во некој период од некои историчари или така наречени историчари, оние што ги преведувале изворите, пред се тоа се западни куќи, издавачки куќи, кога ги делиле династијата, на таа династија, почнувајќи од Василий I, ставиле дека е македонска династија. Значи има Константинова династија, цар Константин Велики, па втората е таму чија беше, има Мориска династија, Македонска династија, да, Јустинијанова династија, Комнени. Јустинијан на палеолозите и така натаму. И оваа династија со Василий I ја ставиле Македонска династија. Зошто е ставена Македонска династија? Затоа што Василий I, значи дедото на овој Василий II кој војал со Самуил, го завикале Василий Македонец. Сега како е дојдено до тоа име Македонец? Значи Василий, како што велат и Скилица и Зонара, они велат дека тој е од посебно Зонара вели дека Василий потекнал од незнатен род. Значи род без педигре, обичен од обичниот народ, обични луѓе, во некое село, од некое село блиску до Адријанов пол. Денес го викаме Едрен. Едрен или Одрин, по македонски Одрин. Василий, уште како дете, бил многу силен. Кога пораснал, тој му немало мегданџие. Она што викаме, нели, мегдан денеска порење, ваму, таму, такви напред, сите ги фрла. Значи, при еден изворите зборува дека при една средба тој со некој, не знам, таму некој джин, некој јак човек се сретал и го фатил и го фрлил на земја. Значи тој бил најсилниот човек тогаш во царството. Такви луѓе импонираат на царевите. Значи сака да имат такви луѓе, као што денес, нели, секој политичар сака да се среќава со спортисти, со звезди, со филмски или пејачки звезди и така натаму. Така било и тогаш. Него Михаил III, цар Михаил III, тој е тој цар кој ги пратил Кирил и Методи во Моравската мисија, го ставил за конјушар, за началник на царските конјушници. Тоа тогаш и сега е голема чест, големо достигнување. Тоа е исто како денеска да си управител, раководител на царската ергела автомобили или на автомобилите на некоја влада. На возниот парк, практично. На возниот е така. На возниот парк ти си началник, раководиш, одговараш за целиот возен парк. Тој Василий, значи, го достигнал тоа ниво. Меѓутоа, сега, ова да не го заборавам, тој цар Михаил
имал жена се викала Евдокија, Ингерина. Со таа Евдокија немал деца. И тоа тој Михаил III имал љубовница. Исто се викала Ингерина, се викала Декаполит. И со неа имал син, Лав. Меѓутоа со законската жена, нели, царицата, немал деца. И сега за да направи неговиот син Лав, кој покосно исто така станал цар по неговата смрт, тој го оженил Василий, тој македонец што го викале, тогаш не го викале македонец, го оженил со оваа љубовница. И го направил Василий свој совладар. Значи, ако нешто не му случи, тој е наследник е Василий. Меѓутоа, изгледа Михаил увидел дека е во опасност, се предомислил, меѓутоа овој Василий не само што бил силен, изгледа бил многу паметен. Во соработка со некои други луѓе од царскиот двор, една вечер тој го убил овој цар Михаил и автоматски тој станал, како совладар, тој станал цар. И сега, како цар од обичен народ, значи не е династички владетел, значи тој е по потегло од обичен народ, станал цар. Што да прави, како да ја поправи своето, како да го поправи своето педигре. Сега, значи, ќе го земаме или ќе му дадеме на името да биде македонец. А македонец било најсветлото, најсјајното, најголемото име. Ако тргне, нели, како што зборивме прегеска, од цар Самуил, од цар Александар, цар Филип, па уназад 800 години, значи Македонија била најсветлото име. И сега овој кој име да го земе, ќе се вика македонец. Значи Василий први македонец. Така се завикал. И по тоа е ставена таа династија дека е македонска. Значи тој по ништо нема сродство со македонците. Значи тој си го зел тоа име како најсјајно, најсветло име. И денес, и од тогаш до денес името Македонија е најсветло име. Затоа ги имаме ние проблемите денеска кои ги имаме и со Бугарите, и со Европа, и со светот. И така е ставено тоа, дојдено од тоа македонска династија. Значи тој, Василий I, кој се викал македонец, по него е ставена таа македонска династија. Сега прашање е дали Василий II е негов внук, биолошки внук, или пак по ова, бидејќи од кога Василий починал, една година цар бил неговиот вистински син на Василий, кој се викал Александар. А после Александар е овој Лав Мудриот го викале, значи тој е вистински син на Лав III. Овај на Михаил III. Так. И од Лав после потекнува таткото на Василий, Роман и така натаму до Василий, после Василий е овој неговиот брат Константин, па ќерките на Константин и тука завршува таа македонска династија со ќерките на Константин VIII. Така. За крај би ве прашал дали работите на нешто ново. ново. Се извинувам да не пропуштивме нешто сега. Прашањето што беше за ова Така, то мислам дека го одговоривме прашањето зашто значи се појавуваат овие две династии, која е вистинската македонска династија со последново објаснување. Значи тоа сакав да објаснам, значи сега таа династија реков, значи нема никакво сродство со македонци. Со нас македонци. Сега во тоа царство, да се разберем, во тоа царство било, значи тоа царство они се го нарекувале ромејски и они самите се нарекувале ромеи, наследница на Рим. И тоа во таа царство аристократијата била од сите народи. Значи имало и македонци, имало и сраби, имало и од азиските делови таму, пафлагонци, кои биле тие темите таму. Аристократијата не се дела на поетничка основа.
заради своите интереси, они сите се нарекувале ромеи. Значи, Василий II, во својот, пак ќе се вратам на епитафот, пишува, значи, од кога небесниот цар ме назначи за цар на земјата, никој не е видел да моето копје да мирува. Секогаш ги бранев интересите на новиот Рим, така вели дословно. Значи, не вели ги бранев интересите на македонците, или на србите, или на таму на пафлагонците, или на бугарите, туку ги бранел интересите на новиот Рим. Значи, тој се сметал за наследник на римските цареви, а не на македонците. Ако бил македонец, тој ќе навел ги бранев интересите на Македонија. Тие и наведува против кого војувал. Војувал против исмаилити, абазгоси и уште некој. Ги има во книгата кои се тие 6 народи, меѓутоа во тие народи ги нема бугарите. А бугарите тврдат, денешната бугарска наука, историска наука, тврди дека тој бил бугариубиец и војувал против бугарите. А тој со ништо не ги спомнува дека војувал против бугарите. Дали сега Василий не знаел против кого војувал, па не ги ставил во својот епитаф дека војувал во бугарите, а ставил 6 народи, како и исмаилите, абазгоси, иверици, персијанци и така напред. И тоа сакав да кажам. Значи, од кога, значи 969 кога умрел Петар, бугарскиот цар, како што вели Скилица, односно крал, комитопулите дигнале оружен бунт. Значи, го дигнале тој бунт на територијата на Македонија. И затоа они се македонски, да речеме, тогашни владетели, и во наврвот од тоа царство Самуил се прогласил за цар на тоа царство и тоа е Македонско царство. Зошто е Македонско царство? Еве сега уште една дигресија да направам. Да се вратим малце назад. Значи, од кога Ромеја, односно последниот македонски цар Персеј бил победен и Македонија подпаднала под Римското царство 168 година пред нашата ера. Значи, од тогаш Македонија од царство е направена провинција. И како се развивало тоа уредување, значи административно уредување, се менувало. Значи, тоа е локална самоуправа. Провинција, па диецеза, па веќе од 6 век почнале да се создаваат помали единици наречени тема, така наречени локални единици на тематската управа. Во тие, како и да е, дали провинција, дали тема, дали диецеза, секогаш оваа територија е нарекувана со нивното старо име, вековно исконско име Македонија. Така било се до, како што предава Константин Порфиронегит, значи Константин VII, нели, тој има напишано повеќе дела како цар, едно му е за темите. Тој ја наведува темата Македонија, покрај правата тема во Европа. Европа ја вика, или Тракија, ја наведува темата и во таа тема Македонија, сите градови што денес се во Македонија ги наведува, некои со истото име, кои опстолие имења до денес, некои со различни име, како да речеме Стоби, Солун, Амфипол, и на исток и на запад, од Халиакмо, реката од Бистрица, па до Струма. Сите тие места ги наведува и ја нарекува таа територија Македонија. Значи, до 900 некаде 69-та, 59-та, кога он починал, тој оваа територија го носила името Македонија. Сега, кога се создало Македонското Самуилово царство, може ли комитопулите и цар Самуил да земат некое друго име, освен Македонија? Кога до тогаш се викала
тема Македонија. Значи тоа е локална единица Македонија. Се разбира дека цар Самуил на оваа територија им дал името Македонија. Дури кога паднало македонското Самуилово царство во 1018 година, Василија прогласил Катепанат. Значи тоа е воена управа. Тема, меѓутоа под војна управа на Катепанат и ја нарекол Вулгарија. Значи тука е разликата сега меѓу тоа македонско царство, ромејско царство, кој не се нарекува македонско, меѓутоа династијата наречена македонска, и по ова држава на Самуил, односно царство на Самуил, кој го нарекува Македонија. Иначе, ако било наречено со некое друго име, Василија нема да го прогласува за Катепанат Бугарија. Така, за крај би ве прашал дали работите на друго дело и кој дел од историјата би го опфатува тоа дело? Па да, работам, проучам. Сакам да кажам, се занимавам со тоа. Не работам, не можам да кажам дека работам, бидејќи тоа може да кажат, нели, овие административците кои работат во државни институции, ја проучам, се занимавам. И се разбира дека интерес ми е тој средновековен период. Сега има и многу интересни работи после што се случи после царството на падот на македонското Самуилово царство. И тука има многу интересни подаци, можеме многу да дознаеме за династијата на кнез Никола, односно на Комитополите, бидејќи Василий кога го поразил македонското Самуилово царство, познато е дека царското семејство, царската династија ги одвел во Цариград. Тука се предсе Самуиловите деца и ќерки и внуци. Да речеме, тој имал уште две ќерки, покрај двете мажини имал уште две ќерки кои биле одведени во Цариград. Гавриел Радомил имал 5 сина и 2 ќерки. Јован Владислав со царицата Марија, он имал неколку деца, 5-6 ќерки и 3 синови. Сите тие биле одведени во Цариград и добиле високи титули. Некои дури, како едната ќерка на Самуил, се вика Катерина, била омажена за Исак Прави Комнен. Значи тоа е околу 957 година, тој стапнал на престол, а пред тоа стапиле во брак. Има за внуци и внуќите на царство, има за овие тројцата синови на Јован Владислав. Едниот, најголемиот Пресијан се викал, кој бил престонаследник и на македонското Самуилово царство, за малце не станал цар на ромеите, на Византија што вика. Бидејќи тој стапил во врска со втората ќерка на Константин VIII, тоа е братот на Василий, кој 1028 почнел, а него наследила неговата ќерка Зоја. Втората се викала Теодора, со неја Прусијан, како што рекав, стапиле во врска и за малце не дошле до престол. Бил, како да кажам, сега, дали бил заговор, дали бил нешто друго, значи дошол до престол, меѓутоа биле откриени и тој бил патен и пален во затвор и ослепен, во манастир пратен. Така да има многу интересни работи за... Дури можеме да кажеме дека царевите со сите византиски цари до падот на Цариград под отоманите, дали со една половина, дали со една четвртина, сите тие царави имаат во себе, носат крв, македонска крв, бидејќи биле наследници на тоа царско семе кој било однесено во Цариград. А тие после играли важна улога во тоа ромејско царство. Така. Јас ви благодарам за ова гостување, се надевам нема да биде последно и секое ваше наредно дело ќе биде
добре дојдено и радо промовирано тука на овој канал. Јас ги повикувам гледачите да ве контактираат ако сакаат да ја купат, нели, оваа книга Македонското Самуилово царство. Одлично четиво и ова што ние во еден час и нешто разговор го синтетизиравме во оваа книга е во ово пишано на подолго и на поширок. Благодарам и до наредниот пат. Јас ви благодарам и на вас за поканата. Поздрав до сите кои не гледаат. Се надам дека, како што рековте, нема да биде ова последна емисија и понатаму ќе со подкастот, нели, како што модерно се вика сега татунчо, ќе бидеме во контакт и за сите нови, не би рекол сознанија, меѓутоа за сите нови проучувања ќе ги изнесеме пред јавноста за подобро ја запознаеме со таа средновековна историја на Македонија. Благодарам уште еднаш.